Добар ден во новото издание на емисијата Одблиску, почитувани гледачи. Прво издание за оваа 2015 година. Се надевам дека ќе ни тргне успешно како и изминатата година. Направивме сублимато до она што се случуваше на културно и на образовно поле во Кавадарци. Имавме изминатата 2014 година на вистина интересни настани кои што зедоа место во емисијата и кои што одблиску ги презентиравме за сите оние кои што нема можност, оправдано се надевам да бидат дел од истите. И оваа година ќе бидеме заедно со вас, сето тоа да го регистрираме со нашата камера и за сите вас да имате одблиску или на дланка се што се случува на полето на културата, образованието и се што е убаво излева од Кавадарци. Ги негуваме нашите кавадарчани, меѓутоа тука е целиот регион за сите луѓе кои што заслужуваат почити, неколку минути посвета за во емисијата Одблиску. Првото издание имам чест да го споделам со една дама која што е по потекло од Кавадарци, меѓутоа не живее тука, од Скопје станува збор за Анита Бошкова Карајовиќ. Имаме добра тема за разговор, поезијата некако ми легна и минатата година, со неа започнуваме и оваа година. Ти посакувам добре дојде, со тебе го започнувам првото издание на Одблиску и се надевам дека на добро ќе тргне и со убави работи. Пред се, како си, уште еднаш добре дојде? Добро ве најдов, добар ден на тебе и на гледачите на КТВ. Ја користам оваа прилика и на тебе и на сите гледачи да ја честитам новата 2015 година, да посакам пред се здравје, среќа, љубов на сите кон секого, поцврста волја за соочување со сите животни предизвици. И ти посакувам лично на тебе, затоа што сум прв гостин, успешна работна година. Ти благодарам многу, истото го посакувам и јас за вас. Кавадарци е познат по тоа што има навистина уметнички души. Најценети во Македонија тука се голем број на уметници, сликари, меѓутоа и поети, имења кои што секојдневно се спомнуваат. Едно нив сте и вие. Мене ми е особено често, еве ќе имаме можност да го најавиме третото ваше издание на едно од книгите. Предходно ќе се навратиме на второто или на последното од вас. Носи наслов Цветен аманет. Да, Цветен аманет е мојата втора стихозбирка, која што се промовираше и овде во Кавадарци на 4 јули, а првата е Клучот за моето срце е тука. Таа беше промовирана 2000 година. За вторава стихозбирка доживеа уште неколку промоции, се погоди на 2 август во Крушево и во август месец во рамките на Дојранско културно лето. Нареднава стихозбирка е како продолжение на Цветниот аманет. Јас ќе го откриам и насловот Мирисот на љубовта. Мирисот на љубовта ќе биде наскоро излезено и би сакала нешто специјално прво во КТВ кај вас да прочитам нешто од неа. Секако. Нема проблем? Не, со задоволство. Само ако може да се навратам, ако вторава стихозбирка е посветена на моите родители, тие не се меѓу живите. Оваа мојава трета стихозбирка е посветена на љубовта. Љубовта како универзална на сите кон секого. Затоа што кога некој ќе каже љубовта, го врзува како љубов од машки и женски пол, но љубовта е универзална. Има разни видови на љубов. Но, за да сакаме, пред се треба да бидеме ослободени од сите духовни токсини, што ги нарекувам јас, алчноста, љубомората, зависта. Не може да станува збор за љубов ако човек ги има овие духовни токсини во него. И јас велам во моето мото: ако си слободен, можеш да љубиш. Ако љубиш, значи си слободен. Ова стихозбирка има неколку циклуси. Малку. Првиот циклус е
Душата со душа се мери, вториот циклус е искра, третиот чија сум, четвртиот тако и петиот пулсот на љубовта. Јас ќе прочитам нешто од првиот циклус. Душата со душа се мери. Затоа што единствен еквивалент за душата е само душата, како што единствен еквивалент за љубовта е само љубовта. Човечноста не е само збор овиен со чувство на добронамерност, вкалапен во калапот на добродушност. Еден е патот кој човека го води кон човек, кој душата ја води кон душевност. Душата со душа се мери, затоа што со каква мера мериш, така ќе ти биде измерено. Не можеме да бараме од некој нешто, ако не му го дадеме тоа нему. Од каде ја црпите инспирацијата? Инспирацијата од секојдневниот живот, од некоја случка или настан што било во тој момент, може да биде дури од еден збор. И најчесто ми се случува да кога ќе го смира мозокот, тоа кога ќе заспиеме, нели? Кога ќе потонеме во сон и најнаш ме буди нешто и станувам и морам да запишам. Најпрво го ставам на хартија, утре дента се валето, веднаш го ставам во компјутер, затоа што можете да замислите навечер во 1 во 2 кога ќе се разбудите како може да биде тоа. Хиероглифи. Да, од секојдневниот живот, од некоја пријателка, од некој паметен збор, од некогаш и од телевизија некој збор што ќе чујам, и од некое дете. Значи, од најмал до најстар инспирацијата може да биде и од најмал до најстар, затоа што паметот не е врзан со возраста, нели? Точно. Спомнавте дека ова е вашата не само исполнетост и животна желба, спомнавте дека станува збор дека е и магистерски труд, што значи тоа е вашата професија. Јас сум дипломиран правник со положен правосуден испит и се задобив 2014 година со научната титла магистер по казнено право и криминологија на тема полов напад врз деца. Значи, тоа е веќе во рамките на науката. Инаку, јас сум дипломиран правник кој работи во локална самоуправа, во рурална Скопска општина, општина Чучер Сандево. Ги читаат ли и децата вашите книги, ги сакаат ли? Да, имав сега посета во СОС детско село. И најмногу што ми представуваше задоволство, ми ја наполни душата, тоа што ми кажа, да знаете дека ние ги препишуваме вашите песни и ги ставаме на зид. Значи, тоа толку ми представуваше задоволство. И едно тие дечиња вика, сега јас, па вас ќе ви возвратам, ќе ве нацртам. Да. Кажете ми колку професионалноста и обврските ви дозволуваат еве да творите. Доказ се овие збирки дека нема пауза. Првата, па втората еве се подготвува и третата, или кога се сака, си има време за се и се може. Во право сте, да. Кога се сака, се може. Се што работите, треба да го работите со љубов, од срце да го работите и од душа. Во спротивно нема да има успех. И некој што вика дека се нема време за ова или за она, мислам дека е во грешка. Дека тоа не е точно. За се што се сака, се има време. Може ли, еве, од вас нешто да ни прочитате од втората збирка? Цвете наманет. Може, со задоволство. Секоја песна си носи нешто свое. Имам неколку вака што ги читам, но во последно време со пријателите, познаници што доаѓам во контакт, разговараме околу богатството и кој како го разбира богатството. И јас велам, материјалното е менливо и милниво. Најголемо богатство е душата на човекот. Значи тоа што човек го носи во душата. Па имаме една песна, Богатство, значи да проговорам из песната. Богатството не е богатство ако ти е в джеб, а за се друго си слеп. Богатството е големо и силно и ти грее срце милно, кога секој секого сака и во зло му подава рака. Богатството е раката на добрина, благословена со благодет и берекет. Богатството е кога окото на сиромавиот е сито и со трошка леп. Богатство е мислата чиста и силна, душата блага и милна. Скржавиот е сиромав, богато живее, но е беден.
има се, а е страден. Само богатството од Бог подарено, за љубов знае и вечно трае. Тоа што човек го носи во душата, никој не може да му го земе. Или тоа што од Бог е предодредено да се случи, никој не може да го спречи, може само да го забави. Што со мислите? Дали денеска младите, па зошто да не еве повозрасната генерација, има доволно време да чита книги? Од нив се учи многу, меѓутоа ете, интернетот си го направи своето, по големиот дел од слободното време младите го користат на него, меѓутоа таму вакво нешто ретко се допира. Има, меѓутоа ретко се пребарува. Сметате ли дека тоа е еден голем хендикеп за денешната младина? Точно, значи обично не само, јас сум забележала, не само младите, и повозрастниве се на Facebook или другите Twitter, тие социјални мрежи, а пишаниот збор на хартија некако се, мислам, во втор план доаѓа, ако не и во трет. Прво е Фејсбукот, потоа е дружењето, па на крај читањето. Мене ми е жал што е тоа така и јас би сакала на некој начин да го вратам стариот дух на она време кога ние, па и постарите генерации од мене, кога се дружеа на поинаков начин. Јас се сеќам до своји 18 години бев во Кавадарци, книжевна младина, музичка младина, па читање поезија, па споделување на животни настани, па таа блискост, топлина што постоеше меѓу нас. Јас баш би сакала да се врати на некаков начин тоа време и имам некои идеи јас околу тоа, но тоа во некоја друга емисија. Но можам да се навратам малку назад и јас во тоа време имаше и многу поетски клубови кои што ете ги негуваа младите, ги привлекуваат оние кои што го сакаа пишаниот збор, па им даваа мотивација, нели, дружење, да се разминуваат мислења. Денеска еве за жал Кавадарци пример го има само тиквешки цветови, кои што колку толку меѓутоа и недоволно колку што треба за да привлече друга младина, кој сепак има млади кои што го почитуваат пишаниот збор, ја сакаат книгата. Ако би имало такво, сметате ли дека има млади кои што сакаат да пишуваат? Доаѓаат ли, еве спомнавте дека второто ваше дело Цвете на аманете забележа неколку промоции. Имаше ли млади на меѓу сите тие луѓе? Да, претежно беа млади. Само ја сакав да прашам, порано имаше клуб на писатели во Кавадарци, дали постои? Постои само Тиквешки цветови во Кавадарци. Кавадарци. Тиквешки цветови имаше книжевна младина кај што беше, а клубот на писатели беше тука во рамките на град. Значи не веќе. Баш штета. Не знам зошто тоа замрело. Затоа и реков. Затоа бев јас член и таму и таму. И имаше и она списанието Тиквешки цветови. Не. Да. Сега за жал не. Затоа и реков. Значи тоа треба на некој начин, ете една од тие стимулативни мерки, како да кажам, мотивирачки, за да младиве се вратат повторно да се врати стариот дух. Се обидуваат поетите, луѓето како вас. Многумина од нив доаѓаат сега, меѓутоа во градска библиотека е отворено читање, каде целна група им се нели младите, особено учениците од основното образование. Меѓутоа се гледа дека не достигат тие и секции низ училиштата, клубови низ градот. Значи се гледа дека вие поетите сакате да ги привлечете младите. Меѓутоа осеќате ли дека и тие имаат интерес таков да бидат дел од такви настани, да пробат да пишуваат? Да, има многу и во рамките на младите и во рамките на децата. Јас дури пак ќе се навратам на СОС детско село. Ги повикав дечињата што пишуваат да дојдат. Јас дури се нафатив и литературна секција да држам. Точно. Значи волонтерски. Само да го стимулирам тоа кај децата. Затоа што вие немате представа што се крие во детските душички. Па и кај младиве, мислам, едно богатство. Еве сега тоа што сакав да кажам, кога бев јас тука во средна школа, имаше и конкурс најдобар млад поет. 87-ма јас бев конкретно најдобар млад поет. И тоа значи не постои, така? Значи една од тие начини на стимулација тоа е. Не е битна материјалната награда. Значи еден надпревар, компетенција што се вика.
Ке се вратиме повторно на вас и оно што вие сега го подготвувавте, го откривме насловот на третото продолжение. Ке ни откриете ли нешто повеќе? До каде се работите? За точниот датум не би знаела да ви кажам точно, затоа што сега треба да се среди стихозбирката и да се испечати. Значи, кај да сакам да биде пролет и месецот мај најмногу го сакам. Еве, нешто делумно да откриам. Одлично. Ке одиме повторно на читање, меѓутоа сега спомнавме неформално пред емисијата, има еден расказ. Ке може ли накратко да го слушнеме или ке го оставиме со задоволство? Со задоволство. Расказот беше по повод направен, значи наменски, за Нова Македонија, конкурсот Краток расказ. Се вика Некогаш и негде. Пристојно наместена просторија во која забот на времето оставил белег на сразмерно разместените предмети и старите фотографии кои веќе одамна го изгубиле сејајот на моментите кои ги отсликуваат. Со трепетни раце ги допираше спомените од минатото кои оживуваа под врвот на незините прсти, а низ завесите мрачно се пробиваше сиромашната светлина со нескротлива желба да го допре секој заспан нагол, да го разбуди духот на просторијата и ја наслика првата утринска насмевка на незиното лице. Јоргованот на малиот тастал, како да ги довикуваше неколкуте последни капки од првата утринска роса, за да ја згаснат неговата жет, да го испратат сонот и да му посакаат добредојне на новиот ден. А ден, кој ден навидом како сите изминати денови во низиниот живот, но тој ден таа се врати во својата итака, пред очи и помина патот кој го измина од првиот ден на кој се сеќаваше, па се до овој ден. Болката што ја почувствува на малото прсте, тој прв ден на своето сеќавање го стресе целото незино детско тело. Мајката Наталија беше во голема паника и трчаше со малото девојче в раце во дворот на деверот и се упати право кон кацата со зелка затоа што има кажано дека расолот лечи изгореници. Ангелчето беше љубопитно и сакаше уште од мало да ја помага на мајка си во работата. Па забрзано тргна кон пеглата на масата, но таа се занеше и падна веднаш на незиното лево палче, а нежната детска кожа остана да виси на пеглата. Со текот на времето раната зарасна, но остана белег. Да беше тоа најголемата болка што ја почувствува во животот и тоа да беше најголемиот белег што ја остана. Девојчето повеќе не беше малото девојче, туку стана девојка, стројна, убава, но и бистра и паметна. Петките секојдневно се редеа во дневникот, а успесите на полето на незините други интереси во животот ги воодушевува и незините професори, родители и пријателите на родителите. А кој ли денес се радува на тугите успеси? Успесите продолжија и во престонилата на филолошкиот факултет на компаративна книжевност. Но од тогаш продолжуваат да се нижат и останатите белези во незиниот живот, но сите тие повеќе не беа белези на телото, туку белези на душата. И ја знаете приказната за ловецот и мечката, раната на телото зараснува, ама кажаниот збор во душата се вгнездува и тешко се заборава. Да се прости или не? Како Шекспировото да се биде или не? Да, за да се биде треба да се прости, но да се прости зборот забиен кон нож в грб, колку е тоа тешко. Да се живее живот покрај лошата волшебничка, а сепак да се остане недопрен од љубомората и омразата. Понекогаш е подобро да се проголта, отколку да се прости, затоа што душата, кога некогаш ќе те напушта, и таа нема да ти прости ако простиш. Дали е тоа судбина или проклетство? Некој постојано да греши и да се прикажува безгрешен, а некој како дежурен виновник да биде осуден постојано да простува. Сторување ситни гревови е како постојано да се во категоријата на ситен крадец, но дали неколку ситни гревови чинат крупен грев или е секој ситен сам за себе, а е доволно голем да рани нечија невина душа? И дали постојано треба да се придржуваме кон аксиомата простете му, не знае што прави? Не, напротив, таа добро знаеше што прави. Но да се прости само колку да се биде простено и не е простување. И така, гревовите се редеа со годините, но најмногу болат оние од најблиските. Но сите нив редовно беа оние од лошата волшебничка. Кога велам волшебничка, мислам на она лошата волшебничка од Оз. Токму таа беше секојдневен зачин на секоја манџа што се приготвуваше во нашата куќа, во нивната куќа, ама понекогаш беше најлутиот бибер што некогаш постоел.
а секој не сака бибер во храната. Раздели Павлади со Макијавели на чело, а плюс поддршката од лошиот дух на самоуништувањето. Тоа беше рај за исполнување на соништата на волшебничката, на која не беше потребно повеќе волшебното стапче. Семејството едноставно беше магепсано од незините зачини, освен любопитното девојче. И прогонот оди така започна, затоа што дивите ги избрка питомите. Нежната душичка трна по стапките на Одисеј и талкаше, предизвикана од разни сили и харебди, ветриште и киклопи. Во меѓувреме, Глембаеви го доживеа својот распад. Смртта го победи животот и се веќе згасна. После точно 20 години Одисеј се врати без својата придружба, сам, но жив и здрав, спремен да се соочи со својот последен предизвик. Малото девојче го погледна своето палче и белегот на него во облик на полумесечина, а потоа ја исправи главата. Срцето ѝ кажуваше каде треба да оди, а разумот ѝ викаше: не можеш да стигнеш до таму каде што ти гледа срцето. Безброј пати досега го слушаше разумот, но тој секогаш ја изневеруваше, секогаш се стопнуваше на истата препрека. Требаше само да го изведе квантниот скок и да не се сврти, и требаше само еден единствен скок за да излезе од вртлогот. Но тешко е да се одвоиш од самиот себе и да продолжиш со себе. Те демнат сенките и се ништата на ништото. Се што е позади нас е едно големо ништо. Важно е нештото во нас. Само тоа што го носиме со себе, можеме да го најдеме пред себе. 20 години позади неа останаа таму во белиот свет. Ги издуваа ветриштата, ги понесоа со себе се ништата неповратно. Остана само малиот белек од палчето на малото девојче да сведочи за едно време невреме и да подсетува на тоа дека некогаш и некаде беше. Вистина прекрасно. Може ли инспирацијата на еден поет да направи разлика дали оно што го чувствува ќе го сподели во поезија или во проза? Јас имам колега кој што е поет и има напишано прекрасен роман. И тој вели, тој што е поет подобро пишува проза и поезија. Дури еднаш ми рече: "Ма остави поезијата, вика, фати се со прозата." Има повеќе сочност изразува што кажувам јас на тој што пишува поезија може посочно да пишува проза. На тој начин сликовито да ви го објаснам. Кажете ми, еве за крај, спомнавме дека третото дело веќе се подготвува, ќе го очекуваме некаде на пролет во Кавадарци. Во меѓувреме се надевам ќе се видиме повторно за да најавиме кога точно ќе биде тој настан кај нас. Порака до младите, до сите оние кои што ја гледаат емисијата и до сите оние кои што сака да ги изразат своите чувства, еден мотив како и што да направат. Сакам прво воопшто да кажам, сите млади треба да се сакаат прво себе како личност, да се почитуваат, да се спознаат само себе, да си го определат правецот во животот, да ги сакаат своите најблиски, своите родители, роднини, пријатели, и доколку некој сакаат своите чувства да ги преточи во поезија или проза, не е важно, нека не се либи, нека не се срами тоа да го направи, слободно нека го направи. Тоа еден ден ќе излезе. Значи, јас од мала пишувам, од 5-6 оделение, тие детски песнички што беа. Значи, еве денес, мојата поезија не е само за мене, туку и за вас и за сите други. За цела Македонија, а јас имам желба и пошироко да се преведува и на други јазици, значи да допре пошироко во светот. Затоа што не е важно јас да кажам, еве јас направив книги, издадов книги. Битно е како тие книги ќе допрат до човечките срца и души. Тоа е мојата порака. Да се почитуваат, да се сакаат и да прават со љубов во животот тоа што го прават. Тука ја спомнавме Македонија и преведените книги. Некако Македонија преведува странска литература за да се чита во Македонија, меѓутоа од нашите поети некако потешко оди или ретки се тие на кои што делата им се
преведуваат па да можат да ги читат и останатите надвор од Македонија. Дали и тука треба да се направи нешто за нашите луѓе, оние кои што да бидат заслужуваат промовирани, точно да се слушне не сум и само надвор. јас, има многу, зборуваме има многу за повредни точно. и не е важно, сите се вредни на свој начин. Значи јас зборувам воопштено пораката што ние поетите и писателите ја искажуваме во нашите дела да допре до сите луѓе во светот. Зошто да не? Точно. Значи и тука треба нешто да се направи, и на многу полиња треба нешто да се направи, но тоа во некоја наредна емисија. Добро време. Да. Јас ти благодарам искрено што одвои време да бидеш дел од емисијата од блиску, од првото издание. Ти благодарам уште еднаш. Ќе се видиме повторно и уште еднаш. Се најдобро и што побргу да ни израдуваш. И јас ти благодарам на поканата и се најубаво во оваа година. Уште еднаш успеси. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што уште еднаш бевте заедно со емисијата од блиску. Се гледаме за 7 дена.